Градот е закана за домашниот аграр, тврдат експертите. Подрачјето на Македонија е погодно за појава на вакви временски неприлики, кои се зголемуваат како резултат на негативните последици од климатските промени. Затоа земјоделските експерти советуваат заштита од механички повреди на растенијата. Нашава држава е подложна на појава на град, кој што уништува цели површини, кој што го уништува родот, а свесни сме дека па и Америка кој што или некоја Германија што е многу побогата држава, нема способност 100% да ги обештети самите производители, односно само еден многу мал процент кој што се движи 10 до 20%, понатаму може да очекуваат некоја помош. За да не дојде до тоа, мој совет и моја препорака, а и препорака е одамна на владата на нашава држава, да се изврши осигурување на површините. Согласно програмата се субвенционираат 60% од осигурителните полиси. Ивановски смета дека финансиските последици од градот се поголеми од трошоците за осигурување. При тоа, знаеме дека неколку години наназад, удел или поголем дел на премијата или на средствата што треба да се платат на осигурителните лиценцирани, односно овластени компании, учествува и самата влада преку самите министерства. Само мал процент плаќаат самите производители. Според моја сознање или согледување, обично кај виновата лоза се движи околу 1000 денари на декар, кој што велиме многу и смета многу помалку него кога би дошло до уништување. Значи, период летен, град има, пред неколку дена, 7 до 10 дена имаше и во Струмчкиот регион, за среќа нема голем, гледаме и во соседни држави пустош прави, значи, осовет број 1 покри заштита, осигурувајте ги површините. Од Министерството за земјоделство на почетокот на месецот информираа дека во завршна фаза е воспоставувањето модерно решение за градобина заштита. Новиот систем за градобина заштита предвидува контрола на климатските услови преку така наречено засејување. Тоа подразбира надлетување на небото на територијата со специјално опремени авиони кои ќе испуштаат раствор за спречување формирање мраз во облаците. За таа цел Министерството ќе обезбеди 1,5 милиони евра за спроведување на постапката за јавна набавка од страна на Управата за хидрометеоролошки работи за избор на компанија. Овој период беа одржани и неколку консултативни работни состаноци со Управата за хидрометеоролошки работи за спроведување на целата постапка.